Професорката по англиски јазик Елена Марковска од гимназијата Гоце Делчев, Дафина Јакимовска, наставничка по математика во Основното училиште Браќа Миладиновци и оделенската наставничка Ирена Анастасовска од Основното училиште Кочо Рацин се просветните работници на годината, прогласени од Сдруженијето на просветни работници. На свечената седница вчера вечер во Занајчискиот дом беа доделени и признанија на ученици и наставници за учество на надпреварот во чест на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, насловен од азбука до алгоритам приказни што живеат. Ги слушнав имињата на наградените наставници и мислам дека сте направиле вистински избор. Тоа се наши колеги кои со години наназад се пример за добро оделување во нашата професија. Не само според постигнатите резултати на надпревари, туку и како педагози, воспитувачи на младата генерација. Зошто е потребно јавно признание за успесите на најдобрите наши просветни работници? Во овој свет, каде материјалното доминира, од суштинска потреба е духовното. А има ли подобра и поголема духовна храна, успех на нашите ученици и јавна пофалба пред кубановската јавност, а особено пред колегите кои најдобро ја знаат тежината на нашата работа. Никој од оваа наша професија материјално не се збогатил, но духовно да. И според мене тоа не движи и не држи и ни дава сила да продолжиме во напорите да образуваме и воспитуваме. Признанието по фалбата, доколку заслужена, мотивира, поттикнува не ривалство, туку надпревар меѓу сите, па и меѓу нас наставниците. И ние сме луѓе, и ни годат јавни признанија. Но внимавајте и останете доследни на изборот. Славете ги најдобрите, најистакнатите, најзаслужните, ценете си ја професијата за да ве цени општеството. Просветните работници, за разлика од другите професии, се тимски играчи. Ние знаеме дека за да успееш мора да соработуваш со учениците, со родителите, со своите колеги. Да направиш собствен успех во кариера пред се зависи од нашата умешност, прво да не прифатат учениците, да го засакат нашиот предмет, а кога тоа ќе го постигнеме, половина работа е завршена. Тие се лесни за водење. Може да се обликуваат, а во ова време голем дел од нив барат помош токму од нас, да се усмерат, барат идол, барат потик и мотив за работа. Драги мои почитувани просветни работници, продолжете да ја ширите светлината од на првите истина љубопитности и знаењето на нашите ученици, да ги воспитувате, да ги поттикнувате да сонуваат, да развиваат вештини за критичко мислење, да соработуваат, да се дружат, да пораснат и да станат луѓе. Нашите зборови и поддршка често остануваат врежани за секогаш како охрабрување, како насока, како поттик и како надеж. И токму затоа нашата улога е незаменлива, дури во ерата на вештачката интелигенција. И никогаш нема да биде замената. Навистина ми е огромна чест ова признание, затоа што доаѓа пред се од градот Куманово, од мојот град, од оваа средина во која што живеам и во која што е веќе 23 години, го давам најдоброто од себе во мојата работа. Да се биде наставник, кажа Ани убаво, не е само професија, тоа е и повик, една секојдневна мисија. Како наставник по англиски јазик во мојата гимназија, во изминатите 23 години искуство, навистина сум имала можност да запознам многу генерации на ученици. Некои од нив дошле со полни со самодоверба, други дошле можеби со помалку сомнеш во себе, но едно е сигурно, сите тие дошле со еден огромен потенцијал во себе. И тоа е всушност мисијата, таа секојдневна мисија на нас како наставници, да го препознаеме тој потенцијал и да оформиме најдобро што може од него и во најдобар интерес на нашите ученици. За мене, успехот на наставникот не се мери само во оценките и во дипломите или во резултатите. Пред се мери во оној момент кога ученикот ќе стане свесен за тоа дека стекнал верба самиот во себе. Голема чест и радост ми представува што су избрана за просветен работник
на општина Куманово за предметна настава. Ова признание го доживувам како потврда дека трудот, посветеноста и љубовта кон образованието оставаат траг. Колку да се работи, значи ако се вреднува, тоа многу значи за секој наставник, за секој учител, за секој ученик, за секој родител, за секој колектив. Како презентер, како ментор во општина, како презентер на општината, продолжувам понатаму заедно со сите вас. За мене ова представува голема радост, но и потврда дека трудот, посветеноста и љубовта вложени во воспитно-образовниот процес се препознаени и ценети. Наставничката професија е една од најблагодарните професии. Таа не е само работа, таа е љубов, посветеност и желба да внесеме трак во животот на децата. Секој ден поминат со моите ученици е нова можност да научиме нешто едни од други и да создадеме средина во која што децата ќе се чувствуваат прифатено, охрабрено, мотивирано и одговорно ќе чекорат по патот по кој тргнале. Оваа признание не го доживувам како личен успех. Ова е труд кој што со сите мои колеги заеднички ги поминавме сите овие години наназад и кои што биле дел од мојот професионален пат. Постхумни признанија за трајни вредности во просветителската дејност беа доделени на семејствата на професорот по математика Слаѓан Станковиќ Битрак, кој беше прогласен за најдобар просветен работник во 2025 година, и на Лидија Николовска Георгиевска, председателка на Сојузот на просветни работници и поранешна председателка на Сдруженијето на просветни работници во Куманово. Кога преминува душата од овој свет, продолжува да живее во душите кој ги допрела, токму како што ќе живее и неговата душа. Душа на насмеан, благороден човек, со јасна визија како се чекори ни животот како просветител и посветен професор, влюбеник во науката и музиката. Таа неуморно се вложуваше себе си во напредување на просветителската дејност и како председателка на регионалното здружение на просветни работници во Куманово и Старо Нагоричане 8 години и како председател на Сојузот на просветни работници со 2 мандати до неодамна. Посветена на личниот раст и развој и континуирано учење, таа ја ширеше светлината на просветителството со свој личен пример и со посветеност и неоткажување, дури во нетешките моменти, додека се бореше со болест. Доделување на ова признание носи помешани чувства на тага, на гордост, а намногу на благодарност. Благодарност што ја познавте незината несебесна работа, незиниот труд, незината посветеност и љубов кон просветителството. Од семејството сакаме да ви посакаме да сте горди на генерации што ќе ги воспитувате. Манифестацијата беше збогатена со културно-уметничка програма во изведба на ученици и наставници од Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев, Ден студиото Ултра и хорот Рацинови.